Псалм 46. Бог е цар на целата земја. Заплескајте со рацете, сите народи, воскликнете кон Бога со радосен глас, зашто Севишниот Господ е страшен, голем цар е над целата земја. Он ни покори под нозете луѓе и народи. За свое наследство ни ја избра красотата на Јакова, кого го возлюби. Се издигна Бог при восклици, Господ се возвисува при трубен звук. Пејте му на нашиот Бог, пејте, пејте му на нашиот цар, пејте, зашто Бог е цар на целата земја, пејте му мудро. Бог се зацари над народите, Бог седи на светиот свој престол. Незнабожечките кнезови се состанаа со Аврамовиот Бог, зашто земните силници кои му припаѓаат на Бога силно се подигнаа. Псалм 47. Радоста на Сион поради Божијата помош во војна. Голем е Господ и многу фален во градот на нашиот Бог на својата света гора. Прекрасна возвишеност, радост на целата земја е гората Сион. На северната страна нејзина е градот на големиот цар. Бог кој е во својот дворец, знаеме дека е заштитник, зашто ете се собраа царевите земни и сите дојдоа заедно, па откако видоа се восхитија, се збунија и се поколебаа, страв ги опфати таму, па се мачеа како жена родилка. И со силен ветар ги разби тарсиските кораби, како што чувме така и видовме во градот на Господе на силите, во градот на нашиот Бог. Бог го основа за довека. Ја примивме, Боже, милоста Твоја среде храмот Твој, според името Твое, Боже, и Твојата похвала до краиштата на земјата. Твојата десница е полна со правда. Нека се весели гората Сион и да се радуваат јудејските керки заради Твоите судови, Господи. Одете околу Сион и обиколете го, прикажувајте во кулите негови, положете ги срцата свој во неговата моќ, разгледате ги неговите дворци, за да му раскажете на идниот род. Зашто овој Бог е наш Бог во сите векови, Он ќе не биде пастир вечен. Псалм 48. Привиден е напредокот на безбожниците и нивната безумна надеж во богатството. Чујте го ова сите народи, внимавајте, вие сите што живеете по вселената, земнородни и синови човечки, како богатите, така и сиромасите. Устата моја ќе кажува мудрост, а мислата на срцето мое поука. Ке го наклонам увото свое кон раскажувањето, со гусла ќе ја откријам гатанката моја. Зошто да се плашам во тешки денови, кога беззаконието на моите патишта ќе ме опколи? Вие што се надевате на силите своји и се фалите со големото богатство свое, чујте. Братот не може да се искупи, а може ли човекот да се откупи? На Бога нема да му даде откуп за него, ниту цена за откуп на душата своја. Некој и ќе се намачи долго, ќе живее до крајот и пак ќе пропадне, кога ќе види дека и мудрите умираат, неразумните и безумните загинуваат заедно, а го оставаат богатството на други. Тие си мислат дека гробовите нивни се вечни, живеалиштата од род во род, така што земјите нивни ги носат имињата нивни. И човек со почест ова не го разбира. Па заприлегува на животните со кои се поистоветува. Тој нивни пат е нивна соблазна, иако потоа со својата уста убаво ке зборуваат. Тие се како овци затворени во пеколот, смртта им е пастир, а изутрина праведните ке господарат над нив, но силата нивна ке се истроши во пеколот од славата нивна. Но Бог ќе ја спаси душата моја од раката на пеколот, кога ќе ме прими. Не плаши се кога човек богатее, кога славата на домот негов расте, зашто умирајќи ништо нема да земе, ниту пак славата негова ќе појде по него. Макар што при животот негов душата негова ја облажуваат, а тебе те фалат кога си угодуваш.
Ке отиде дури во родот на своите татковци. Нема никогаш да види светлина. Човек кој неразумно живее, сличен е на животните. Псалм 49. Вистинско богослужење. Бог над боговите, Господ говори и ја повикува земјата од сончевиот изгрев до запад. Од Сион, кој е врв на убавината, ке се појави Бог. Иде нашиот Бог и ке прозбори, пред него оган ке се разгори, околу него бура. Од озгора он ке ги повика небесата и земјата, за да му суди на својот народ. Соберете ги при него светиите негови, кои се заветуваа како жртва за него. И небесата ќе огласат неговата правда, зашто Бог е судија. Чуј, народе мој, и јас ке ти говорам, Израеле, ке сведочам против тебе, јас сум Бог, твој Бог. Нема да те прекорувам поради твоите жртви, твоите сепаленици секогаш се пред мен. Нема потреба да примам телци од твојот дом, ниту козли од стадата твои, зашто мој се сите горски зверови и добитокот по горите и говедата. Ги познавам сите птици небески и убавината на полињата е пред мене. Ако огладнам, нема да ти кажам тебе, зашто моја е вселената и се што ја исполнува. Зар јас да јадам јунешко месо и да пијам крв јарешка? Принеси му на Бога благодарствена жртва и на Севишниот молитвите своји упатувај му ги. И повикај ме во тежок ден, јас ке те избавам и ти ке ме прославиш. А за грешникот Бог рече, зошто ги кажуваш моите наредби и со уста го примаш мојот завет? А самиот ја мразиш поуката моја и зад грб ги фрлаш зборовите мои. Кога ќе видеше крадец, се зближуваше со него и со прелюбници се дружеше. Устата твоја е полна со злоба и јазикот твој лукавство плете. Седиш и го клеветиш братот свој и против синот на својата мајка се соблазнуваш. Ти го изврши тоа, а јас молчев. Ти си помисли дека јас сум каков што си ти. Ке те изобличам и ке ти ги изнесам пред лицето твое гревовите. Разберете го ова вие кој го заборавате Бога, за да не ве грабне, па тогаш ке нема избавител. Кој принесува жртва благодарствена, тој ме прославува и кој го следи мојот пат, нему ке му го соопштам Божиото спасение. Псалм 50. Покајничка молитва. Помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина избриши ги беззаконијата мој. Многу пати ме изми од моето беззаконие и очисти ме од мојот грев, зашто беззаконието мое го знам и мојот грев е секогаш пред мене. Пред Тебе единствениот сгрешив и пред Тебе зло извршив. За да бидеш праведен кога ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие сум зачнат и во грев ме роди мајката моја, но Ти ја засака вистината во срцето и внатре во мене ми објави непознатата и тајна премудрост Твоја. Пороси ме со исоп и ќе бидам чист, изми ме и ќе бидам побел од снег, дај ми да чујам радост и веселба и ќе се зарадуваат костките мои ослабнати. Сврти го лицето свое од гревовите мои, избриши ги сите мои беззаконија. Создај чисто срце во мене, Боже, и дух вистински обнови во мене. Не отфрлај ме од лицето Твое и светиот дух Твој не одземај го од мене. Врати ми ја радоста, спасувајки ме и со својот моќен дух зацврсти ме. Беззакониците ќе ги научам да одат по Твоите патишта и безбожниците кон Тебе ќе се обрнуваат. Избави ме од крвта, Боже, на моето спасение и јазикот мој ќе се зарадува на Твојата правда. Господи, отвори ја устата моја и устата моја ќе објави похвалата Твоја. Оти да сакаше жртва, јас ќе Ти принесев. Но сепаленици Ти не сакаш. Жртвата пред Бога е смирен дух. Срце понизно и смирено Ти, Боже, не отфрлаш. Господи, направи му добро на Сион според благоволението Свое, воздигни ги зидините Ерусалимски. Тогаш ќе Ти бидат угодни жртвите на правдата, вознесувањата и жртвите сепаленици, тогаш на Твојот олтар ќе Ти принесуваат телци. Псалм 51. Праведникова утеха.
Зошто се фалиш, силнику, со злоба? Беззаконија вршиш по цел ден? Јазикот твој погумни работи измислува, како наострен брич. И веќе си смислил измама. Ти повеќе ја засака злобата отколку доброто, неправдата отколку да говориш правда. Ти, лукав јазику, засака секакви погубни зборови. Поради тоа Бог до крај ќе те уништи, ќе те истргне и ќе те пресели од живеалиштето твое и коренот твој од земјата на живите. Ќе видат праведните, ќе се уплашат и ќе му се подсмеваат, па ќе речат: ете човек кој не ја полагаше силата своја во надеж на Бога, а се надеваше на големото богатство свое и кој се осили во лесномисленоста своја. А јас пак сум во Божиот дом како плодна маслина и се надевам на милоста Божја во сите векови. Вечно ќе те славам за она што го направи и ќе се надевам на името Твое, зашто тоа е благо пред светиите Твои. Псалм 52. Безумствата на луѓе кои не веруваат во Бога. Рече безумникот во срцето свое: нема Бог. Станаа развратни луѓето и гнасни во беззаконијата. Нема кој да прави добро. Бог со внимание погледа од небесата кон синовите човечки за да види има ли некој што е разумен или да го бара Бога. Сите тргнаа по лош пат, станаа еднакво расипани. Нема кој да прави добро, нема ни еден. Зар нема да се вразумат оние што вршат беззаконие? Оние што толку го јадат народот мој, како што го јадат лебот, но Бога не го повикуваат. Ке се уплашат тие од страв, и таму каде што страв нема, зашто Господ ке им ги растури коските на оние што си угодуваат еден на друг. И тие ке се посрамат, зашто Бог ке ги понези. Кој ќе му даде спасение на Израелот од Сион? Кога Бог ке ги врати заробените од народот свој, тогаш ке се зарадува Јаков и ке се развесели Израелот. Псалм 53. Молитва за спасение. Боже, со името Твое спаси ме и со силата Твоја суди ми. Боже, услиши ја молитвата моја, чуј ги зборовите од устата моја, зашто тугинци се кренаа против мене и силници го бараат животот мој. Тие не мислат на Бога. Ете, Бог ми помогна. Господ е заштитник на животот мој. На непријателите мои Он ке им врати за злото, ке ги истреби со вистината своја. Со сесрдност ти принесувам жртва, го прославувам името Твое, Господи, зашто е благо. Оти ти ме избавуваш од секаква мака и окото мое презриво ги гледа непријателите мои. Псалм 54. Молитва за помош против лажни браќа. Прими ја, Боже, молитвата моја и не презирај го моето молење. Погледај ме и услиши ме. Нажален сум во тагата моја, избунет сум од гласот на непријателите, од притисокот на грешниците. Зашто вршат врз мене беззаконие и со гнев непријателствуваат против мене. Срцето мое затрепери во мене и смртен страв ме спопадна. Страв и трепет ме сполетаа и темнина ме покри. И јас реков: кој ќе ми даде крилја гулабави па да одлетам и да се успокојам? Далеко би отишол и би се сместил во пустињата. Се надевав на оној кој ме спасува од малодушноста и од бурата. Потопи ги, Господи, и раздели ги нивните јазици, зашто видов насилство и расправи во градот. Дење и ноќе обиколуваат покрај зидовите негови и во него беззаконие, мака и неправда има, а не оскудеваше ни измама и лукавство по улиците негови. Да ме беше навредил непријателот мој, тоа би го поднел, и завидливецот мој да се беше покажал силен, јас ке се сокриев. Но тоа беше ти, човеку, кој си, како јас, водач мој и пријател мој, со кого сме јале леб заедно и сме оделе заедно во Божиот дом. Смртта дојде на нив да слезат живи во пеколот, зашто лукавство има среде нив во живеалиштата нивни. Јас пак Бога ке го повикам и Господ ке ме услиши. Навечер и наутро и напладне ке молам и ке викам и Он ке го чуе гласот мој.
Ке ја избави во мир душата моја од оние кои ми се приближуваат, зашто многу ги има што беа против мене. Бог ќе ме чуе и ќе ги понизи, оној кој вечно живее, зашто во нив нема промена. Тие не се плашат од Бога, ги креваат рацете свој против оние со кои живееа во мир. Го нарушија неговиот завет, се растурија од гневот на лицето негово. А во срцето им е непријателство, зборовите им станаа како елеи, но тие се стрели. Пренесија на Господа маката своја и он ќе те подкрепи. Не дозволувај праведниот човек да пострада. Ти, Боже, ќе ги фрлиш во погибелна јама. Крвниците и лукавите луѓе да не поживеат ни половина од деновите своји. Јас пак, Господи, на Тебе ќе се надевам.